Благодарам, председателе. Почитувани колеги, почитувана јавност. Ќе се обидам да ги сублимираме трите следни амандмани во една расправа, бидејќи нема неповрзани работи и нема едно решение што ќе може да ги реши сите проблеми во животната средина. Тоа е посветеност, тоа е континуирана заложба и тоа се континуирани мерки од повеќе аспекти кои што треба да ни донесат подобро утро и подобро животна средина. И затоа во тој процес ниту можеме да кажеме дека ние го имаме правилното решение, ниту пак можеме да кажеме дека владата тоа што го направи до сега даде резултати. Затоа треба да се има соработка, треба да се има дискусии, треба да се има размена на мислења, ставови и искуства, што е многу важно. Тоа што ние го говориме сега, веќе подолг период веќе го практикуваме во рамките на Зелената група. За жал, од таму соработка со невладините организации се манифестира некако секогаш само преку пратениците на опозицијата, но таа наша посветеност ќе остане и понатаму. Сметам дека не е грешка, напротив, тоа е наша предност на сметка на недостатокот од власта во однос на нивниот однос. Оваа година 6 амандмани од вкупно 200 што се подесени од страна на ВМРО-ДПМН се токму на предлог на невладините организации, конкретно со одва иницијативата за која што имавме подетелни разговори, каде што подетелно ни беше образложено за потребите, за начинот, деталите, како тоа да се имплементира и како влијание ќе има врз нашето секојдневие доколку истите бидат прифатени. Ние ја прифативме таа иницијатива, ги прифативме предлозите и тоа го земаме како наш став не само денеска, туку и во иднина. Вкупната вредност на 6 амандмани е 1 милион евра, 65 милиони денари. Говориме за буџет од 5,3 милиарди евра. Говориме во буџет за кој што неправедно, повторно ќе кажам, неправедно се искасапени средствата предвидени за зелена програма и за аерозагадување. Говориме исто така и за законска обврска што има државата. Соодветните министерства и институции за да се грижат за нашето, за вашето, за здравјето на сите. Затоа и беше и предлог амандманот со кој што се предвидува акредитација на методите за одредување загадувачки опасни полициклични ароматични супстанции, конкретно за бензоапиренот. Затоа и беше предвидено и акредитација на методите за одредување на токсични и канцерогени тешки метали. Ние не знаеме што дишиме, бидејќи не се мери редовно. Прашате било кој од фелата, ќе ви каже ако има некој проектче, тогаш ќе ќе измерат. 2, 3, 5 недели во текот на годината. Секој дневно е законска обврска да се прави истото. Амандманот не го прифативте. Зошто? За 2 милиони или 3 милиони денари на 5,3 милиарди евра буџет, на реализација не поголемо од 30-40% капитални расходи. Да ги вадиме ли сега парите за репрезентации, коли, стоки и така натаму? Нема да се навраќам на таа тема, неќам да ја испоганам дискусијата. Ова се смешни пари во однос на она што е во залог. Не мериме. Во пием частичките, тешките метали не се мерат. Не ви значи ништо ако ви кажам 0,5 микрони на грам на метар кубен за олово, или арсен 6 нанограми, 5 нанограми кадмиум, не ги мерите. И 30 да бидат, никој ништо не му значи. Но значи на нашето здравје. И ако тоа на некого нешто му значи, можеме го претвориме у пари. Во сериозни држави тоа го пресметуваат во пари. Колку нашето здравје ќе биде обременето, како тоа ќе се рефлектира на фондовите, како тоа ќе се рефлектира на продуктивноста и така натаму и така натаму. Но тоа е во некоја држава што се грижи за своите граѓани, а не како кај нас овде. Збориме за материјали што се канцерогени од прва категорија. Од прва категорија не ги мериме. Не знаеме што ни се случува. Најчесто се сведува на тоа, ме мириса денеска воздухот. Не е така. И нашите и вашите деца. Сите се наши деца, сите го дешиви истото. И ние ги касапиме парите овде. И немаме слух за 2, 3 или 5 милиони денари. Милиарди се упрашања. Секој ден имаме скандали со вртоглави цифри кај што се вртат. Конкретно и за оние другите. Ве молам, имаме комисијска расправа, ќе можеби ќе
се вразумите па ќе прифатиме нешто комисиски. Немаме ни лабораторија што е опремена. Централната лабораторија на Министерството за животна средина ги нема потребните апарати за тоа се. Едното е во склопот на ПМФ, ова е другото директно во лабораторијата. Каде што имаат некој степен за ПМФ конкретно. Не ни збориме за деканот и за не ќе да коментирам тука воопшто. Но има некој што е раководител на таа катедра, кој што навистина посветен. И ако Министерството и институциите потврдиле, еве велат дека со овие средства може да се реши проблемот, да се купи соодветната апаратура и да се врши редовно менењето. Не можеме никаде да стигнеме со овој начин. Дали треба да ве потсетувам на сториите на ИРЛ? Беа токму за мазутот, за неговото штетно действие. На сите коментарите овде беа, и тука и надвор. Нешто мора да се направи, ова е премногу. Во густо населени места, такви области црни очат. И да не ги мериме, и да не знаеме, и да не сте експерти, и да не веруваме, доволно е само тие области очат да ги видите и ќе знаете колку е сериозно и страшно. Ја го почитувам и како информација што го добивме ова од колешката. Ама тоа очекував да го видам од министерот, односно го чувам од министерот. Ако министерот не го кажал, тоа значи дека или фазите не се такви како што велиме дека се во завршна фаза, или едноставно тие пари нема стигнат. И уште една работа ќе ве потсетам. После историјата имавме воредни седници на влада со воредни известувања до 2023, до заклучно до 2024 година, заклучно со 2023 година, ниту една болница нема да биде на мазот. Сега пари за тоа нема. Нема пари за ништо за животна средина. Не е ова за посетување од 903 или 2011. Ова го кажа владата на СДСМ и ДУИ. Неколку месеци пред ДУИ да излезе и да се промовира во Зелена партија. И еве, повторно е мазутот, повторно се болниците, уште полошо. Дури и топланите, наместо да обезбедиме доволно газ, што колку толку е еколошки, ние ги пренаменуваме или на мазут или на дизел и не знаеме како ќе се гледат. Неизвестно се трае. Не е во ред. Не е на страна веќе политиката, на страна неостварените ветувања, на страна злоупотребите што ги прави власта во кои што се одомаќени. Овде станува за нашето здравје. За тема која што се потврди дека е лоша. За канцерогени материјали. Мазутот се води како алтернативно гориво и претходно го дискутиравме. Воопшто не ни требаше да биде составен дел како можност во вака густо населени урбани средини. А ние имаме половишни одговори и фразички дека ете нешто ќе се случи. Ништо нема да се случи ако течеме. Снимале јавна расправа, тие зборувале, експертите прошетале, повторно ќе доа со заклучок дека треба час поскоро да се направи нешто, биејќи така се загрозува нашата иднина и толку. А 5,3 милиарди евра ќе отидат за глупости. 40% зголемени договорните услуги во Министерството и 202% од зголемување на патни дневни трошоци. Уште повеќе ќе шедаат и уште повеќе ќе зборат, а ние ќе си дишеме загаден воздух. Ви благодарам. Ви благодарам, колега. Доколку